Реконструирање и модернизација на пероните, обновени чекални тоалети, нови ескалатори и лифтови, подобрена билетара, се само дел од проектите завршени во првата фаза од целосната реконструкција на железничката станица во Скопје, која официјално ќе биде пуштена во октомври. Ова е прво реновирање на никогаш најмодерниот сообраќаен центар на Балканот по 34 години, односно од нејзината изградба по проектот на Кензо Танге. Тука каде што се наоѓаме е подигната платформата за 20 до 25 сантиметри, за да може патниците слободно да се качуваат во возот и поставени се гранитни плочи кои ќе го издржат времето и ќе бидат за долговечна употреба. Проектот е вреден околу 3 милиони евра, обезбедени преку ИПА фондовите. Во втората фаза на перонот ќе бидат поставени и видеотабли за информации. За побрза услуга на патниците ќе бидат поставени и 2 апарати за издавање на билети. Кога сме кај железничките станици, да се надоврзам дека во тек е исто така еден друг проект, што значи реконструкција на 10 други железнички станици во Република Македонија, и тие железнички станици се на коридорот 10, а тоа е коридорот од Табановци до Гевгелија, и на коридорот 10D од Велес до Битола. Покрај реконструирањето на железничките станици, забрзано се работи и на обнова на постечките и изградба на нови пруги низ земјата. Реконструираме делови од коридорот 10, тоа беа, значи превршуваме со нивната реконструкција, тоа беа извршен ремонт на 55 километри на коридорот 10 на 3 делници. Тие 3 делници беа од Табановци до Куманово, беа од Миравци до Смоквица и сега се реконструира третата делница помеѓу Ногаевци и Неготино, што треба да заврши оваа година или на почетокот на следната година. Исто така работиме на реконструкција на делот од коридорот 10, а тоа е делницата помеѓу Битола и Кременица. После 20 и повеќе години, значи, не работа на тој дел, ние успеавме да со пари од исто така од ИПА фондовите да се реконструира оваа делница во должина 16 километри. Со тоа ќе направиме да Република Македонија излезе на уште еден премен према Грција, покрај тој кај Гевгелија, сега ќе имаме уште еден премен кај Битола преку Кременица, значи да имаме железничко поврзување со Грција, а исто така тоа ќе значи голем можност за поголем развој на Пелагонискиот регион, бидејќи стоките кои се увезуваат и кои ќе се извезуваат ќе имаат помал пат за да стигнат во Прилеп, Битола или другите градови каде што се потребни.